Драги гледачи, добар ден! Вие го гледате најновото издание на Демократски импулс. Јас сум вашиот водител, Трајче Китановски, а вие знаете дека тука и само тука можете да ја дознаете вистината за нашите политичко-обштествени теми. Денеска имаме мощно интересен гостин, председател на политичка партија Јорго Огненовски, председател на политичката партија Демократи. Добар ден и чувствувате се како дома во наше студио. Благодарам за поканата, благодарам што ме поканивте да бидам гостин на Демократски импулс. Секогаш сте добродојдени тука. Знаете дека кога има потреба јавноста, го ценим и го почитуваме вашето мислење. Благодарам. Најнапред би сакал да ве запрашам, кажете ми, кој е вашето мислење за моменталната ситуација во судството? Што се случува таму? Некој кампува, некој... Ситуацијата во судството, мислите на Уставниот суд? Така, да. Многу едноставно. На место уставните суди во полн број од 9 уставни суди да се состанат и да го решат еднаш за секогаш овој горлив проблем. И престапките 13 што се дајани од политички партии и од други граѓани до Уставниот суд, кои се поднесени пред 5 години, тие сега одлучија да го одложат. Благодарение на двајца албански судии, кои што... И еден турчин. Се разбира, да, еден турчин, кои што двајцата албански судии не се појавија на седницата да го решат овој проблем. И турчино, албански, поточно уставен судија турчин, кој што по неко барање не му се исполна и замина и ја напушти седницата. Ова се вика дезертерство од страна на уставните суди. Тие јас гледам дека работат, имаат агента, поготово двајцата албански судија и се разбира и турскиот судија, имаат агента да се ова продолжува и на некој начин да не се реши како треба. И со ова го спречија донесувањето на одлуката на Уставниот суд, кој што би требало и да се донесе. Не треба да се чека за секогаш. Дали пред се тие се турци, албанци, македонци или треба таму да се суди, па после да се и македонци, и албанци, и турци? Замислете си, барањето на турскиот судија било прибидејќи неговите двајца албански колеги не дошле на таа седница, да се закаже за кога они ќе дојдат. Како да тоа да е приватна желба, некоја си кафанска песна или како иде тоа таму не. Уставните судии во Македонија и сите судии во Македонија треба да судат по законот, по уставот. Независно вера, нација и религија. Ние сме граѓанска држава, така да овие суди, затоа и спомнав на почеток албански суди, еден турчин, за да потенцирам националноста, дека повлечат, по конкретниот случај Дуи, кој што кампуваше таму и правеше на некој начин притисок врз судот, да донесе некоја одлука во корис, се разбира, бидејќи се оспорува законот за јазици. Автоматски судот има право да одлучува, а не да размислува како поточно судите, партиски и над законот. Тоа и сакал да запрашам. Судиката Елизабета Дуковска на незино барање седницата ќе се фактички презакаже, дури нема ниту датум кога тоа ќе биде, таму стои дека во иднина, во некоја си скора или далечна или небитно, некоја иднина ќе се презакаже и тогаш ќе бидат поканети комисија од Венецијанската комисија. Што бара таму Венецијанската комисија? Венецијанската комисија, аналитичари, политичари и што уште не, новинари, не знам таму политичари, сите тие заедно да дискутирале дали судот треба да одлучува или треба да се консултира. Мислам, јас тоа го разбирам како јавна дебата. Што има он да прави јавни дебати? Види, судот, Уставниот суд и сите судови, кажав, треба да судат према законот, према уставот и законите. Значи, тие ова го прават бидејќи имаа притисок од партијата Дуи и бидејќи не се појави овие тројца суди, бойкотираа
дезертери, јас ги викам. Не може ли да се одлучи без нивно присуство? Може да се одлучи, се разбира, бидејќи беа таму 6 суди. Значи, кога се гласа ако Да. повеќето суди одлучат како ќе одлучат, во конкретниот случај са употреба на јазиците, законот, значи ќе одлучи. Но ова го прават, ова е една игра и као еве да се вадат дека ние повикавме и мислење од Венециската комисија и луѓето што поднеле овие престапки, значи од експерти као еве ги сослушавме па донесовме одлука. Фактички ми се чини како судот да се плаши Се плаши. да донесе одлука. А ако си судија, пак ќе кажам, треба да носиш одлуки. Према законот, така и председателот на Уставниот суд вели дека тие носат одлуки и ќе донесат одлука према Уставот и законите. И ова е, мислам, така една игра, смешна работа. Пред се, за жал, се случува нешто кој што не треба да се случува, а ова се случува бидејќи дали ДУИ, дали новата власт, дали СДС порано, 33 години ја водат Македонија во ампис, ја уништија и испоплачка е, па сега нема што друго да се зборува, да се оттргнат граѓаните, поготово ние граѓани кои што сме посиромашни, поточно кажано, сиромашни граѓани, да не размислуваат и да одат во некоја, да продолжат као да живеат во страв, може ќе има војна, дуи нешто се заканува со можности секакви и не исклучуваме, ние кажавме и ги прашавме дуи јавно преку Facebook, дали мисли, оти вика, ние ова нема да го ставиме така, ако донеси Уставниот суд, каква и да била одлука, можда некој нема да се сложи со таа одлука, но таа е одлука на Уставниот суд. И како таква, можеш ти да се буниш, може и ова, ама не можеш да го плашиш народот, да го уценуваш, да го држиш заложник, затоа што тој народ денес, како што кажав, да се скрени вниманието, кој што нема леп да јади, нашите болници, да не зборувам, се претворени во мртовечици, економијата уништена, здравството, образованието, животата средина, гледате, се трујеме во отровен воздух, ние зборуваме сега за јазиците. Немам против ниеден јазик, немам против албанците во Македонија имаат добиено толку многу, поточно кажано, имаат право да си го зборуваат свој јазик, што е нормално, и секој, и ромите, и турците, никој не му забранува, но ова е една лакрдија и еден спектакл, дуи да се врати на политичката сцена, еве јас ги штитам албанците, а до вчера 33 години ги пустоши, ги плачка и гледаме случаја со американците на црната листа Артан Груби, нивниот вице-премиер. Ќе говорим и за тоа. Да се разбира и судијата и така натаму. Значи фактите зборуваат и телата на овие политички партии, поготово се зборуваме за ДУИ, дека таа е една здружение, јас го викам, како и СДС и ДПМН, тие беа порано партија, но сега прерасна во некој си криминални здруженија, кој што, за жал, допрва ќе се открива нивниот криминал и тоа е жалостна приказна за Македонија. Ова, кога велите здруженија, ме потсеќа на здруженија за животни, пошто зборот здруженија. Вака, што мислите за одговорот на двајцата албански суди? Нивното оправдување, условно кажано, беше дека они немало да присуствуваат на таа седница токму и заради тоа што они ќе биле надгласани. Не ми е јасно. Надгласани. Па јас кажав на почетокот, бидејќи ако е така, они никогаш нема да присуствуваат таму. Да, нормално, види се решава проблемот за албанскиот јазик како службен, како втори јазик, македонскиот службен јазик, да се користи, значи во сите институции, сегде кај што може да се замисли, и тој се користи. И се користи, се разбира, и албанците имаат своји факултети, средни школи, се имаат. Никој ништо не му забранува и баш ние, како јас лично, како човек кој што живеел толку години во Америка, јас сум демократ по природа и мене не ми пречи како на кој сакаш јазик зборува, но едно мора да се знае дека овие двајца албански судија, па и турчино судија, уставен судија, направија голема грешка, затоа ги викам дезертери се тие. Тие што и да се одлучи, бидејќи мора да се одлучи, дали се работи за албански, македонски јазик или за друга тема, значи ако тие 9 суди одлучат
и повеќето одлучат дали ќе биде да или не во случаја за јазикот, значи тоа треба да се поштува од нивна страна. Значи, што треба утре други ако некој, не знам сега, Ром стане уставен судија и се работи за ромите, има некој престапка во судот, тој да замени, јас не го решавам. Ова ми делува како малите деца кои ќе се скараат, буквално дека кој ќе ја земе и, например, јас си ја земав, си одам џамља или многу несериозно. Заради тоа што буквално ако не им се допадне на нив, значи предметот не е според закон и они се бунат одмали. Ако им се допадне одма судот го бива. Не ми е јасно. Види, ова, викаш ко мали деца, не е ко мали деца, ова е сериозен проблем што постои во Македонија. Значи, ние имаме огромен проблем. Играм? Не е игра, ова не е игра, ова е опасна игра, што се случува. Значи, ако имаш 9 уставни суди, треба да донесат одлука заедно, независно што е темата на престапката или граѓаните што се жала, да го реши Уставниот суд. Значи, проблемите. Ние требава да го сватиме и затоа користам оваа прилика, повикувам до органите, не повикувам до нив да си поднесат неотповиклива оставка итна, повикувам до органите, до собрание, председател, кој ги има поставено, да ги одземе и да ги едноставно тргни повеќе, да ги спречи да бидат уставни суди и воопшто суди во Македонија, бидејќи такви луѓе нас не ни се потребни. Ние треба да ги решаваме заеднички проблемите. Значи повикувате да се одземат ингеренциите. Да се одземат и повеќе ни да бидат суди. Значи не да оди посутре да си биде некој судија во некој суд, не. Да му се одземе едноставно дипломата, ти го прекршува на светото нешто. Уставниот суд е најголемо правно тело кој што донесува одлуки. И ти вака ако почнеме ние, ова е случаја за македонците, па јас ќе се одземам. Мисля, таму имаме 5-6 македонци, што треба тие сега да се одземат и никош не може да се рече случаја. Затоа пак ќе кажам, повикувам да органите кои што ги номинираа овие судија, двајца албански и Турчино, да се отповикаат и да не му се дозволува повеќе да се занимаваат со право. Кажете ми, во која насока ја гледате значи, изјавата на нашиот премиер, господинот Мицкоски, каде што вели дека да не се секираат и да не се грижат албанските граѓани, можеби ова со судот ќе потрае и месеци и години, дури спомна години. Па тоа е трагедија, видите. Како може, например, така лежерни години да... Па трае 5 години, од кога се поднесени овие иницијативи од 13, па ќе речеме од 2 политички партии и од 11 граѓани, меѓу кои адвокати и така натаму граѓани. Им дава ветер во грбли дека може уште неколку години тоа да си Па со тоа го манипулира и лажи народот. Значи ова треба да се реши сега. Што ќе донесе одлука Уставниот суд, јас пак ќе кажам, можда нас нема да ни се допадне и ние може да се буниме и се така натаму, но тоа треба да се реши овој проблем и да се реши во најдобра корист за сите. Значи, јас секогаш ќе кажам дека ние во оваа држава сме унитарна. Не смееме да бидеме бинационална. Сега сакаат албанците, политичарите, да ја прават оваа држава бинационална. А каде се другите заедници? Каде се турците, власите, ромите и србите? Значи, тие ништо не добиваат, ние ќе ја делиме државата, као во стило на национален јазик, службен јазик ќе биде македонски, албански и така натаму, што јас, гледате самиот законот е донесен и сега тој закон се оспорува, тука дали ќе биде од Уставниот суд отфрлен целиот или ќе некои точки што се во законот, но ние знаеме дека Македонија мора да биде унитарна, не бинационална, и бидејќи тука живеат повеќе национални заедници. Имаме, значи, утре луѓе ќе ти кажат тебе ромите, турците и другите, и ние сакаме исто што сакаат албанците. Што правиме после? Не, ама да тоа се комплицира и уште повеќе, пострашно зошто повеќе се комплицира е, затоа што ние ако вака се делиме, бидејќи ние правиме блокада со јазик. Гледате помалци, албанци, поготово млади,
бе во Тетово, кажав тој примерот дека со Да. келнерот не знае да збора дете 14 години македонски, не сакал да учи и други не сакаат да учат и тоа ги има во повеќе места Каде се е таа разбира. одбивност кон македонски? Па одбивност затоа што политичарите креираат таква одбивност да не поделат и политичарите имаат некои од овие националисти, поготово албански и редентисти што се, да направат федерација и тоа е патот да се распадне Македонија, поточно да одземат дел и да формираат нивната желба како националисто и редентисто Касами и други некои, да креираат голема Албанија. Тие можда да си имаат желба, можда и македонците имаат желба за голема Македонија, но тоа Мислите нема. уште постои таа идеја кај албанците за голема Албанија? Сигурно дека постои кај одредена група политичари посебно. Но јас зборувам сега за народот, ние треба да се дружиме. Ние треба, ова што направивме, посебни факултети, посебни гимназии, посебни основни училишта, посебни градинки, ова е најголема глупост. Ние треба, како и Соединетите Американски држави и други држави во светот, да спомнам, еве ќе кажам Русија, Кина, одиме Турција, одиме Албанија и така натаму, да бидеме, да одиме заедно, да се дружиме. Ние треба заедно да посетуваме школи. Да нема, зошто како на економски факултет, аз имам завршен економски факултет во Скопје, замислете, јас порано учев во времето на поранешна Југославија, тогаш не се делев. Сега имаме факултети албански, имаме ова, не е проблем да имаш, но тоа нас не дели. Нас не дели и кога ги делиш луѓето, ние помалци се дружиме помеѓу нас. Новата генерација, младите ги уништуваме. Креираме омраза, креираме нетрпение, наместо да креираме соживот, наместо да креираме братство, единство, наместо да работиме заеднички, во секој поглед, да се дружиме, па и да нашите млади луѓе утре, други ден, да се мешаат повеќе и повеќе, како што се случува да рече Америка. Одете Америка, Германија, ќе видите таму дали ве прашува некој дали сте црнец или албанец, македонец или французин. Значи, ако ти одговара човек, ако е добар, ќе се дружиш. Нема тука нација.